Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте во уште едно издание на Јади Бурекна Сител 3. Имам особена чест и задоволство денеска во студиото да ја поздравам доктор Аспазија Софијанова, директор на детската клиника. Добро вечер. Добро вечер. Како сте, докторе? Добро, одлично. Секогаш кога сум со вас сум одлично. Да, добро. Ние и лично се знаеме и еднаш и бевте веќе гостин во емисијата. Многу предизвици имате, една работа која навистина од огромен предизвик и со огромна одговорност. Морам да им кажам и на оние гледачи кои не ве знаат, иако имам некое чувство дека цела Македонија ве познава. Доктор Софијанова е еден од нашите, можам сосема, значи со најголема одговорност да тврдам дека е еден од најдобрите доктори, лекари кај нас, професионалци, кои се не само со школувањето, туку и низ праксата се има надградувано. И мислам дека кога низ вашата работа и кога дојдовте и кога еволуиравте и кога станавте директор на детската клиника, мислам дека апсолутно вистински човек на вистинско место дојде со сета почит, должна почит и кон вашите колеги, но за мене беше лична радост затоа што и како новинар сум го следел вашата работа, она што го правите, но и не само кај нас, туку и кога бевте надвор. Бидејќи вие покрај ова што го работите, вие имавте и надград во Соединетите Американски држави, имате работено во emergency room, ако не се лажам. Нешто што сега ќе го правиме, што не е најактуелно на детската клиника. Кажи ми, што е тоа? Па, прво ви благодарам за убавите зборови, вајс верза се зборовите и верувам дека, како што кажавте, знаете, цело е кога си има се. Можете да бидете одличен научник, ама ако ја немате праксата низ вашите прсти, тогаш, а особено во нашата клиничка работа, тогаш навистина е клучно кога ќе се спојат тие две работи заедно и кај мене делот кој што е поврзан со надградување, значи во однос на медицината, беше клучен, но во исто време и она што сакав да го работам, значи директно со пациентите и затоа се одлучив да работам во педиатријата интензивна, значи оно што велите вие ER. Нешто што во овој момент и недостасува на оваа држава, тоа е ER за деца. Значи, ние имаме ургентен центар, кој што знаеме дека е во склопот на хирушките клиники и кој функционира и во кој што понекогаш одат и децата, нели, за да се прегледаат, сметајќи родителите дека тоа е местото каде што итниот случај треба да се реши. Меѓутоа, во светот не е така. Сепак, ургентниот центар за дете е лоциран таму каде што работат реално оние кои што и се специјализирани, односно субспецијализирани за тоа, а тоа се педиатрите, односно ургентни педиатри кои што баш веднаш промптно делуваат на детето кога ќе дојде во една тешка, односно извонредно тешка состојба каде што ќе можеме на лице место ние да го згрижиме. Што се случува кога одат сега во ургентниот центар, доколку е дете, секогаш повторно не викаат нас, конзилијарно, па додека отидеме таму, па додека се договориме, пак се губи време. Физички треба да се преместите од точка А до точка Б, а детето не се носи кај вас. Па детето после може да се донесе кај нас, а се губи време. Тоа е најдрагоценото нешто, особено за животот на детето. И затоа сега правиме една голема кампања, која што веќе ќе почне од утре. Утре се сретнуваме неколку од физичките лица кои ќе учествуваме во ова. Појма нема, види каков момент. Спонтано го отворите. Сосема случајно ве повикав денеска, вртејќи викам не сум се видел со доктор Софијанов, ама еве имало одличен повод. Добро, очигледно имаме некоја космичка врска. Имаме, секогаш сме имале. Знаете, тоа е практично она што е и го навестив јас во мојот акционен план, кога дојдов како директор и во дел од тој акционен план токму постоеше правење на еден таков ургентен центар на самото приземје и веќе направивме комплетен архитектонски план кој што го изготви архитект кој што се занимава со болничка педиатриска пракса, со кој што точно ќе знаеме на кое место ќе стои она што го знаеме, нели, дефибрилатор, оној кој што ќе се занимава веднаш со прифаќање на детето, како да се прифати детето, ако има потреба да се интубира, да се стави на механичка вентилација, значи како што сме гледале по емисиите во Америка, нели на телевизиите, така наречена ER room или триажна соба, односно место каде што се возвраќа детето и односно се триажира до она место на кое што треба да се прати, ама во склопот на самата универзитетска клиника за детски болести. Директор сте. Да.
Ама тоа не значи дека времето го поминувате седејќи во канцеларија. Најмалку тие што ме знаат и гледаат, најмалку е тоа. Да им кажам на гледачите, доктор Софијанова, ја имам гледано на дело. Луѓе мои, нешто не сте виделе, тоа ни на документарен филм, а камоли на холивудски филм. Значи, тоа е буквално кога она говори, како што она говори, а и мене ме дигнавте со динамиката на вашиот говор, она така и работи. Ја бев просто вџашен, например, како го хендлавте, како го ракувавте, тоа е страшно. Тоа не може секој да го, дури не да го гледа, се ежам да зборам. Значи, превртување, ставање туби, ставање ова, она, ваму, таму, се во функција да се спаси животот во милисекунди. Тоа е, ја излегов, не можев да ја гледам. Знаете, кога побегнав од таа собата, каде што е за интензивна нега, бидејќи тоа е нешто, не знам, како друга планета, како друга димензија. Баш така го викаат, свемирски брод. Бидејќи тука се наоѓа целокупната апаратура и помагала со кои се возвраќа животот на едно дете. Знаете како, сепак веројатно не е секој роден и за тоа. Ја па мислам, вика еден доктор ке тоа ти е даено. Јас па мислам ако не го работам, тоа не сум јас. Независно колку и сега ургентна згрижуваме целата клиника. Ја не се сомневам дека има таму колеги, кои се развиени, кои можат да го работат и тоа и вие што го работите, но сепак како успевате? Еве сепак вие имате одговорност како директор на клиника и со X администрација и така натаму, а исто така и да бидете доле на терен. Значи, тоа сепак го носите во себе. Делот од администрација е нешто кое што се учи, кое што станува рутина, кое што можете да го направите ако добро се организирате. Може би малку и порано да дојдете на работа или ако ставите малку и покасно на работа. Значи, тие административни работи се толку минорни, толку мали во споредба со она што реално се случува на теренот, што велите вие, или тоа е на нашето приземе каде што е интензивната. И мислам дека ништо не би значило повеќе отколку да го работам административно дел, а да не можам да помогнам. Едно со друго. Да се вратиме на кампањата за промовирање на овој ургентен приемен дел кој го правите. Зградата на детската клиника е малку поставена каде што, нели, автомобилот кој ќе ги возилото кој ќе ги донесува треба и да заврти, малку патот и не е соодветен. И тоа веќе го решавате и тој проблем. И тој проблем го решаваме бидејќи ги поставувате правите прашања луѓето кои што се занимаваат со реконструирање на просторот, размислували на тоа, како и во светот. Значи, сигурно ќе има и друг приод, бидејќи во самиот клинички центар кој што слушате и се најавува дека ќе биде како нов, а во кој не влегува детската клиника, бидејќи не физички ќе се споиме со детска хирургија на просторот каде што е сега детска клиника, значи останува да овој простор ние го пренамениме и го средиме, како што кажавте, и во однос на тоа градежно решение за приодот кон нашите 3 влезови. Знаете што ме буни во ова и баш би сакал да поразговараме. Министерот за здравство господинот Тодоров најави едно целосно поврзување на клинички центар. Дали и ова е во рамките на тоа? Ја не знам дали детската клиника ќе остане надвор, бидејќи целиот клинички блок со гинекологија, акушерство, интерната клиника, сето тоа заедно ќе биде под еден покрив, нема веќе шетање по улици. Тоа е изворедно добра идеја. Да. Секаде во светот е така, освен оној дел кој што ќе биде како институт за мајка и дете кој ќе вклучи детската клиника, нашата, детската хирургија, вие имавте, слушнавте и детска офталмологија ќе има во нашиот склоп, детска оториноларингологија, значи се што е поврзано со детето ќе биде во склопот на ова што ќе биде не во склопот на новиот клинички центар, туку на просторот каде што е нашата детска клиника и ќе се поврзе физички со делот кој што ќе биде детска хирургија и останатите овие кои што ги спомнуваме, значи се што ќе опфати дете, односно новородено. Ме збунивте малку. Рековте дека посебно е детска офталмологија ќе се... Во склопот на самиот тој институт кој ќе ги вклучи сите овие... Вие имате офталмологија, имате... Да, викаме конзилиарно. Значи имаме офталмолог детски, кој се бави со детска офталмологија, меѓутоа го повикуваме од очна клиника. Сега по новиот програм тој ќе биде баш кај нас на детска клиника. И ќе работи баш детската офталмологија која вклучува и ласерирање, која вклучува континуирано следење на децата кои што се пред
време родени, па со индиректно офталмоскопија се следи нели видот на тие деца. Имате ли просторно капацитет, бидејќи имате онкологија, имате вие цела клиника во еден многу мал простор сте збиени. Имате доволно таков простор? Одма ќе ви кажам. Секој спрате една цела интерна во мало, да. Така е, значи постои идеја и тоа исто и го навестивме во нашиот нов стратешки план да се организираме како делови кои што нема да бидат еве како што рековте спрат по спрат, туку ќе бидат како патологија по патологија. Значи ќе биде дел кој што ќе вклучува онкологија, па ќе биде дел кој што вклучува респираторна патологија, односно центар за астма. Такво нешто не постоеше до сега. Не беше тоа во Козле? Козле ќе си има плюс дополнително нешто што ќе работи само белодробија. Ние ќе имаме повеќе во дијагностичкиот дел. Ќе се насочиме. Ќе си ги поделиме патологиите бидејќи имаме одлична соработка и со белодробниот институт. Тој баш се занимава само стриктно со белодробието на децата. А тоа е најчестата патологија кај децата и затоа има потреба од таква дополнителна установа која за тоа највеќе ќе ги прифаќа децата. Еви сега на пример ги поделивме работите. Дел оди во Козле, иако се гради, меѓутоа ако има да кажеме грип или нешто друго, не го прифаќаме ние. Чи почнавме да ги селектираме групата на деца која што треба да дојде за дијагностика, за трето ниво така наречено, значи нешто што ќе значи во иднина трансплантација, неонатална кардиохирургија, значи ќе се насочиме малку повеќе по посуптилна, покомплицирана дејност во однос на детето, бидејќи слушате често пати се праќаат децата во странство. Дајте да направиме нешто и кај нас. Што значи тоа неонатална кардиохирургија? Значи новороденчињата кои што сега ги носиме во Бугарија за трансплантација, односно за одредена корекција на срцевите мани, да истите тие патологии ги работиме на нашава територија, односно да се работи во Македонија. И сето ова во рамките на детската клиника? Сето ова во рамките на оној дел кој што ќе го вклучи детска клиника со детска хирургија и со останатите интегрални единици кои ќе се занимаваат стрикно само за детето. Колкав е овој проект? Колку е можно брзо? Што ви е потребно физички да се реализира овој проект? Физички ќе мора да ги направиме хируршките сали, односно да се вклучиме, односно да ги вклучат хируршките сали во склопот на нашата клиника, како што ви реков секаде во светот, тоа е интегрален дел со ходник. Имате ли простор? Просторот ќе биде дополнително изграден во однос на хирургијата, иначе просторот за детската клиника ќе остане ист. Так, кога почнувате со овие зафати? Кога ќе почне клиничкиот центар целосно да се надградува, односно да се обновува, тогаш ќе биде и нашиот дел започнат. Кажете ми за вашата работа, за не само лично, туку целата клиника. Кои се вашите предизвици, кои се вашите успеси, како сте задоволни од како напредува, бидејќи детската клиника е многу повисоко искачена од она што беше воопшто медицината и напредува, но ми се допаѓа динамиката. Иако не имаме многу критики кон нашето здравство, но и покрај кои се објективни критики заради условите, никогаш ретко сретнуваме дека се критиките насочени кон лекарите за нивната стручност, но обично за да ги видиш перформансите на еден човек треба да го ставиш во идеални услови. Така. Условите не ви се идеални. Така. Кажете ми, што мислите, кај се тесните грла? Каде треба да се притисне? Каде треба протокот? Каде треба за да може да ги добиеме вистинските перформанси кои ни се потребни, за да не ни се случуваат трагедии, за да можеме подобро и побрзо да им помогнеме на децата? Многу убаво кажавте, значи во однос на стручноста навистина се носиме со светските трендови. Тој дел не е спорен, за да можете добро да видите и да измониторирате каде ви се слабите точки. Ние направивме таква така наречена свот анализа во која што ги видовме слабите и јаките наши точки. Јас во оваа прилика ќе кажам дека заедно со мене и со економскиот директор со кој раководиме клиниката имаме и еден консултант кој што е американец и кој што е практично многу добар познавач на медицината и од каде што ги црпиме идеите, заеднички ги разговараме. И морам да ви кажам дека анкетата што ја направивме заедно со него, добивме дека слабите точки ни се во организацијата на
она што се вели промптно згрижување на пациентот. Значи, ако е закажан на термин, да речеме во 9 часот сабајле, во 9 часот сабајле треба да биде примен, прегледан и така натака во нашите субспецијалистички амбуланти. Значи, тоа е она што фали, она да не се чека точност, на ред да не и се така. чека, да нема гужва. Зошто се случува тоа? Што ви се обзервациите? Обзервациите токму го кажуваат, сепак се уште овој народ наш најдраг, како да кажем, ќе кажеме во 8, автобусот нема да му дојде можда точно во 8, па ќе закасни, ќе дојде во 9. Дел од нив имаат такви објективни пречки од една страна, од друга страна они сите кои ќе им кажете и во 10 и во 11 како да сакаат да го видат докторот најрано во 8, па се целата гужва ќе се создаде во еден временски период, а понатаму многу помалку е таа гужва. Јас сум приметила некаде од 8 до 10 часот имаме навала на пациенти незакажани. Но како го воведовме мој термин, значи и компјутерско закажување на како пациентите. Тоа се врши? Си закажуваат на компјутер. Си имаме мој термин за детска клиника посебно, одел пулмологија, например, во 8 часот сака да дојдат кај доктор Влашка или кај доктор Саздовски или кај доктор Чолаковска, независно, си закажуваат на компјутер. Имаме цел значи софтверски систем кој што функционира со закажување на компјутер и на телефон. Значи имаме и телефонски линии, така наречен кол центар. Кога велите на компјутер, тоа значи кога ќе дојде доле на шалтер, може тогаш да го закаже, така ги дава документите. Зборам чисто практично да ја разберам значи, постапката. Значи се закажува од дома на компјутер. А од дома, а ние веќе значи вие имате кога ќе дојде. веб страна. Да. Што е потребно да се отиде на таа веб страна, да се регистрира име, презиме, број на осигурување. www.детскаклиника.com.mk да си отворат и на незе ќе видат каде може да ги најдат сите тие. Да знаев дека сте еволуирале во ова, немаше да седиме на фотели, туку ќе седевме на мојата работна маса и ќе го отваравме интернетот. Не се мој пропуст. Драго ми е, не сме се виделе, докторе. Многу ми е драго што можеме вака да го дискутираме и народот веќе постепено да осознава дека сепак и ние во однос на некои работи одиме. Значи закажување Тоа не е слаба страна. Тоа не е сепак слаба страна се уште, бидејќи пак ќе кажам независно од сето тоа, повторно се создава таа гужва во тој одреден термин како слаба точка и како второ морам да кажам сепак хигиената сме анотирале во тој последен наш анкетен лист. Хигиената не е дека немаме средства за хигиена или било како, меѓутоа сепак треба да внимаваме малку. И таа државна болница е наша. Имам впечаток дека некако кога одат по другите болници, може би приватните доста внимаваат на тоа да не направат некој проблем таму, меѓутоа дека како да го чувствуваат дека тоа е државно, да го претвориме и тоа да го чувствуваат како свое и да се грижат за него пациентите и родителите. А дали сметате дека може би поголемо ангажирање на службите за хигиена би биле соодветни? Можете? Работиме и на тоа. Работиме и на тоа во стратешкиот план, значи имам и едукација и на тој персонал. Јас во овие менаџерски испити што ги полагам, се сеќавам значи, еден странец. Нема тоа теткица со ти ленир и крпата, па павтај како дојде. И тука треба обука некоја. Комплетна едукација за тоа. И кога ќе еволуираме, кога ќе ги видиме вакви резултати? Затоа што, господи Софијано, ние ова го гледаме на приватните клиники. Да. Значи, они применуваат мене. Зошто ми се допаѓа приватното здравство и зошто го почитам? Затоа што не измислуваат топла вода. Они ги земаат, например, у неколку клиники што сум бил, ги земаат примерите од странство. Најдобриот пример и тој го пресликуваат. И сега ние сме на некој пола пат од нешто што создававме наше оригинално, а веќе гледаме дека не ни функционира во сите сегменти, не дека се што сме создале нечени, далеку од тоа, но не сме ги примениле сите тие најдобри искуства, па еве бенигни. Замислите, ние вечерва мораме и да го спомнеме тоа, тоа е реалност, дека нам ни треба обучен кадар за да одржува хигиената. Некој ќе се зачуди, па што сега за тоа посебно пари да ама посебна хигиена се работи со посебни средства и Ме подсетивте за еден момент кој јас го направив апропо на овој муабет. Значи имавме еден од менаџерските испити што ги полагавме, тоа беше менаџерирање со човечките ресурси, односно со токму со секоја категорија на персонал. И тоа полагавте? Да. Ја ви честитам, вие во меѓувреме и докториравте, дадовте докторат. Не знам дека и ова. И ова, да, тани беа испити кои беа облигаторни и морам да ви кажам дека професорот Лесли, кој што беше од Канада и со кој што разговараме, вика морате
основно да направите да одите меѓу вработените, посебно тие кои што ја одржуваат хигиената, да разговарате А и кој е ако тој? ништо друго да се насмеете. Кој е тој? Што ни држеше предавање, професор по социологија, иначе по потекло од Канада, кој што беше донесен и на првата група на менаџери кои што завршивме или испити полагавме, ни го држеше еден од тој семинар Како беше со луѓето, односи, значи, релации? менаџерирање со Аха. човечките ресурси. Так. Кој за мене беше многу интересно, бидејќи начинот на кој што тој го објаснуваше моментот е како ние, независно што сме менаџери, треба да се најдеме на такво паметно ниво, да бидеме доволно авторитативни да ни се плашат, а да ни се одушевуваат на начинот на кој што им пристапуваме, за да можеме да ги натераме, бидејќи можда не можеме да ги платиме толку многу добро како што ги плаќаат во приватните болници, ама да ги натераме барем со една насмевка, со добар однос, да ги мотивираме да сепак си ја завршат својата работа и да ги во исто време и едуцираме како точно и убаво да го направат сето тоа. Значи, менаџерите и лекарите да ја тргнат малку ароганцијата од нивната функција и почовечки да се однесуваат. Пред се менаџерите. Пред се менаџерите. Добро. Добро. Кажете ми вака, ме интересира кампањата која ќе започнете од утре. Да. Што ќе опфаќа таа кампања? Како е замислена? Кој ќе биде и слоганот и така натаму, неколку детали за тоа? Прво ми е чест што овие неколку денови трчавме доста околу тоа и најдовме и агенција која ќе ни го обезбеди прво спотот, ќе може имате и ви ексклузивно право, односно да речем привилегија први да го видите. Тоа е еден многу интересен спот кој што ќе оди со одбројување, во кое што човечкиот живот, односно детскиот живот понекогаш фалат многу малку или одбројувањата кои што означуваат дека срцето можеби ќе престане да чука или можеби самите респирации ќе престанат, и тоа е една многу интересна еден интересен спот кој што го прави маркетинг агенцијата New Moment и кој што го осмислуваат постојано со нови идеи, се собираме заедно и додаваме или одземаме одредени делови кои што ќе влезат во тој спот. Значи ќе имаме спот со кој што ќе собираме донации. Што ќе комуницира? Ќе собирате донации. Донации за да можеме, како што рековме, овој проект да го реализираме, бидејќи проектот е завршен, архитектонски е сега градежно и внатре да го обликуваме со оние работи кои што треба. Сепак самиот простор треба да се реконструира на местото каде што ќе биде тој ургентен центар, ќе има рушење, ќе има ново градење и така натака, и да го направиме да биде по вистински американски, односно европски светски стандарди. Тоа е прво, значи ќе оди со спот, потоа ќе имаме слоган, ќе го видите и слоганот, многу интересен, а ќе биде под покровителство на првата дама на државата, заедно со, односно со поддржување на американската амбасада и холандската амбасада и соодветните амбасадори, кои навистина се цело време во разговор со нив, ги добиваме и нивните идеи, бидејќи тие би учествувале со своји идеи за да може тоа навистина да биде прекрасно изведено, кога ќе биде завршено. Јас се надевам дека и материјално ќе учествуваат во ово. Тоа е идејата, Да. Јас се надевам. Благодарам, мислам дека конечно да не се, мислам сите се во ова е многу убаво и естетика, нели, и тапшањето по рамо, но конкретно треба да се помогне. Кажете ми, вие често пати во текот на својата кариера работевте на многу тешки случаи кај деца, кои многу мина и завршуваат трагично, едноставно невозможно, но човек мора да се бори до крај. А вие и како лекар, иако предпоставам дека кој ќе погледнете, вие јасно дека нема спас тука, но мора да се иде до крај, затоа што едноставно нема друг избор. Кажете ми, често патувавте со оние специјални транспорти. Кажете ми малку нешто за тоа искуство и кажете ми дали работите малку еволуираа кај нас возила специјални за транспорти. Знам дека често пати порано, зборам пред повеќе години, имавте проблеми со возило, несоодветни возила, несоодветен транспорт, на тешки случаи на деца од натрешноста да бидат транспортирани. Така е. Ви благодарам за прашањето, тоа е баш мојата субспецијалност. Јас и за тоа се обучував посебно за Кралската болница во Сиднеј и од секогаш беше голем дел од мојот интерес, бидејќи тие возила што ги кажуваме, односно тој транспорт представува мини болница во мало и треба да знаете многу за да се решите за такво нешто. Ми е чест да кажам дека наскоро пристигнува новото возило кое ќе биде вистински Space Shuttle, се вели. Го најави од Министерството за здравство. Знаете дека брза помош доби доста голем број на возила
возила, нашето е субспециализирано, не е во склопот на тие возила, бидејќи тие повеќе се за возрастни и повеќе обскрбуваат друга патологија. Нашето ќе биде строго наменски само за деца, односно за новороденчиња, каде што транспортот ќе можеме да го правиме кон себе. Значи сите центри низ Македонија каде што се случува некој проблем со дете, ќе можат со директна линија, и денеска е тоа да ви го кажам, преговаравме за тоа да имаме директна линија со нашата клиника бесплатна, на која ќе можат сите центри постојано да не добијат и да кажат дека најавуваат случај таков и таков, веќе новото возило ќе дојде, а она старото го адаптиравме и може и тоа да функционира и во момент ако има два такви итни транспорти, да можеме во исто време да одиме на тие две места, со тоа што новото возило ќе биде на вистина со комплетен респиратор, најнов, Дрегеров респиратор, значи најнова опрема внатре со инкубатор, со све што е потребно за да биде Слободно тоа пишете згрижено. Да биде згрижено детето, значи да му се обезбеди топлина, адекватна влажност, да биде згреано, нормално да може и родителот со него да дојде, сигурно дефибрилатор, аспиратор и све што е потребно, рековме буквално мини болница. Кога зборите за овој ургентен центар и за овие транспорт на новороденчиња, која е рамката на возраст? Па знаете како, педијатријата вклучува во себе од 0 до 18 години. Добро. Нашата рамка е огромна. И А овој транспорт? овој транспорт ќе го од 0 до 18 години, затоа ќе имаме две возила. Сигурно дека може да ни се јавуваат за било кој проблем, нема да правиме селекција. Најчесто ни се јавуваат со новороденачки проблеми. Ако се породи мајката, да кажеме, во Битола е Кога збориме за итни случаи, кога се збори за доведување на животот во опасност во некоја акутна состојба, така? Да, така. За такво нешто збори. Такво нешто. И тоа е најчесто кај новороденчиња се случува, доста така? често кај новороденчиња, морам да кажам дека Зошто со тоа Добро. ја намаливме доста и стапката на смртност во нашата држава, бидејќи знаете еве по Со тој транспорт? Со тој транспорт. Апсолутно со тој транспорт, бидејќи Луѓето немаат многу представа, но оној што имал мака знае кој е доктор Софијанова и тие транспорти колку деца се спасени, така? Знаат, доста знаат и по останатите центри низ Македонија знаат, кога ќе ни се јават на телефон сме знаеле, во 5 часот сабајле сме знаеле, по снегови, да буквално не ни е битно ништо, туку да тргнеме. И јас многу пати се сеќавам, тоа биле виулици во кои, кога знаете дека одите за да го спасите едно детенце, ништо нема влијание, ама баш никакво на тоа. Така да со овие две транспортни возила сега ќе можеме буквално да бидеме спремни да ги евакуираме сите критични и предвремено родени новороденчиња од приватните болници низ државата и воопшто од сите државни установи со кои што ќе имаме, односно ќе склучиме договор. Со сите државни имаме склучено договор и со плодност во Битола. Така да и од таму кога имаме, односно кога имаат потреба, ни се јавуваат и со најголемо расположение тоа го правиме. Го акцентиравте плодноста, не ми е познато? Во Битола тоа е болница за исто така за новороденчиња, односно гинеколошка акушерска болница, која е приватна болница. Приватна, така и со нив почнувате. Значи почнувате државното и приватното да се инкорпорира во. Апсолутно. Браво. Тоа е едно партнерство кое што е нераскинливо. Сепак знаеме дека посебно овој дел каде што е навистина доста критични новороденчиња и спасуваме предвремено новородени, тие знаете од 500 до 800 грама што се и уште поголеми и така натака, значи во рамките на еден прематуритет и други, ние сме сепак институција каде што и нивниот престој е подолг и каде што знаеме дека сепак е последно ниво во државата. 500 грама. Да. Што е најрано што сте преживеа? Околу 550 грама. Колку месеци? Тоа е некаде крај на 6 месец. Крај на 6 месец. Да, во светот и уште е помала границата. Така? Ние сепак можеби со сето ова со кое што сега се екипираме, доедуцираме, ќе имаме и таква можност, меѓутоа за сега сепак сметам дека 26-27 гестацијска старост ја сметаме како една линија над која сме облигаторни да го спасиме тој живот и верувајте ми резултатите се одлични. Ми се јавуваат некои други подпрашања, но нема да идам веќе нема да идам кон тоа, но ќе останам за ова да ве подпрашам за ова една вистина тешка и траурна и мачна тема, но вие сте, како што им напоменав, можеби најстручна во ова Кажете ми, што се најчестите компликации, што може, од што се случуваат компликациите кога велите
се губи животот на новороденче. Што се најчесто проблемите кои се случуваат? Од што доаѓа тоа? Значи, направивме една статистика за да можеме да го зборуваме ова и свативме дека во последно време има доста дечиња кои што се раѓаат со вродени срцеви мани. И како што напоменавме во еден... Тоа е нешто ново, нешто повеќе... Знаете како, веројатно со стилот, начинот на живење и така натака и веќе преживувањето нивно и откривањето интраутерино, ние веќе ги диагностицираме интраутерино, значи за нас веќе не представува проблем, да ние веќе знаеме и да очекуваме дека се работи за детенце со вродена срцева мана, која, за жал, се уште ја носиме над, односно под 9-месечна возраст, ја носиме во Бугарија, каде што има специјализирана установа која врши практично операција на отворено срце. Тука веќе почнавме да преговараме, нели како што рековте, јавно-приватно партнерство и со нашиве приватни болници, меѓутоа сепак за новороденчето е строго субспецијалистичка работа, успеавме да направиме контакт со колеги од Америка кои што го работат тој и кои што ја отворија оваа неонатална кардиохирургија во Загреб, во болницата во Ребро. Контактите мои беа направени, колегата од Америка беше дојден и прифати со целиот негов тим да дојде, да направиме еден контакт тука, веќе прелиминарниот контакт го направивме, за да можеме и тука да дојдат они, да почнеме и ние да се обучаваме, односно обучуваме и да веќе почнеме полека и таа медицина да ја спроведуваме на овие простори, бидејќи во овој регион, освен Бугарија, ќе биде добро да направиме еден таков локален центар и за Косово и за Албанија, со што ќе можеме да ги опфаќаме и овие дечиња под 9-месечна возраст, каде што пренатално ќе се диагностицира вродена срцева мана. И со кој што ќе можеме и тоа да го решаваме, а не да ги праќаме, односно транспортираме во други центри. Значи локално да можеме, односно понатаму во иднина да се обучиме за да ги решаваме. Тоа е процес кој ќе трае. Тоа нема да оди преку ноќ. Што може да им порачате на идните мајки и родители да не дојдат во ваква, да го намалат ризикот едноставно? Рековте дека начинот на живот довел до зголемен број, бидејќи моето прашање беше што е најчестата појава за загрозување на животот на новороденче, а тоа се срцевите мани. Од една страна, од друга страна се раѓаат доста пред време. Значи имаме зголемен процент на раѓање на дечиња пред нивното реално раѓање. Зошто? И тоа е поврзано со многу работи. Од една страна тоа пак ќе кажам начинот и стилот на живење и стресот. Тие две работи некако ги завземаат првото место. Медицината немаше перцепција за стрес доскоро. Немаше. Значи оно можеше конкретно, имаш струење, имаш вирус, имаш бактерија и така натаму. Да. Стресот никогаш не беше како фактор, а веќе стресот како зачетник и иницијатор, иницијална каписла за многу болести веќе почнува современата медицина. Доскоро беше луѓето беа под лекарите вака храбри како вас или беа ставани на подсмев, а оние ги смета другите, нели, со чаеви и така натаму ги смета за шарлатани, кога збореа за стрес или што ни велеа старите смиренија спасенија. Токму така. А денеска да сме свесни дека од стрес се создаваат срцеви проблеми, дека се создава зголемен број на тумор. Точно. На тумори. Точно. И вие како лекар го потврдувате ова. Потврдувам со комплетно полно право на ова што го зборувам. За мене ова револуција, бидејќи, знаете, иако се повеќе и повеќе свесно, но кога лекар со докторат, со ваше искуство, ова го потврдува, мене само ќе ми даде една нова насока, не само мене, туку на сите би требало да ни даде една насока како. И сега има една работа... Многу значено е смирението што го кажавте. Многу е Докторе значено. Софијанова, знаете како? Идам на лекар и ми велат Јанко, имаш висок притисок, можеш да си создаеш проблеми, си создал проблеми, ово, она, ваму и таму, смири се. И ја вака го гледам, викам како? Сваќаме дека тоа е лична борба. Нема лек за смирување, за антистрес. Не постои. Ни во јога, ни во медицина. Постои некој акутно диазепамче, ама тоа не е решение на подолг рок. Овдека е се во главата. Така е. А вие немате време да се бавите со таа духовна момент, бидејќи ние вас ве бараме откако све ќе урнисаме. Така е, така е. Да ги лечиме последиците. Превентивата ни е многу лоша.
Се согласувам со вас во потполно. Значи, јас, кога ќе се најдам од другата страна на медаљата, значи, јас како пациент го согледувам тоа. Бидејќи тогаш, кога имам личен проблем, сепак сакам да се обратам на лекар, кој ќе знае да ми го мојот стрес исконтролира затоа што сум се обратила на лекар. Значи, поентиравте нешто што е можеби клучно и кое што јас го правам како паралела и сега ќе ми се насмее Клей. Мојот консултант кој е американец и вие не знаете како он ги гледа работите. Додека јас за одредена ситуација се нервирам зашто тоа да биде вако, се рече, добро, Стејси, полека, сега ќе го средиме. Вие не знаете и се зезаме вака со Стејси. Стејси. Меѓутоа, знаете како, има во неговиот начин на поставување на работите на толку релаксирана. Вика, се да работиш, да го кажеш, ама со љубов и полека. Сика му се, како може тоа секогаш така иде да земеш стап и да го истепаш на лице место. Да. Меѓутоа има голема вистина во тоа. Многу повеќе успевам кога ќе го постапам тоа така. Го прашав, викам, што ни го предизвикува стресот? Физички, хемиски, што ми се случува? Па вика, најчесто е лачење на адреналин. Викам, извини, каде е адреналинот? Па тој е на надбрубрежна жлезда, вика, и таа се лачи. И како, викам, се лачи? Таа е жлезда и има да. Па викам, ставете ми некое вентилче. Да не лачи. Вентилче да не лачи. Вика, Јанко, кој ќе го измисли тоа, ќе има Нобелова награда. Така. Апсолутно, вика. Немаме метода, вика, едноставно не смееш да ја пипне. Делува на емоции, делува на цело, едноставно на цел карактер делуваат тие жлезди и таа контрола се само со свест. Но да знаете дека и лекарот има големо влијание. Тука сепак мора да. Од една страна со авторитетот, бидејќи еве да речеме во однос на тој дел ќе обратиме доста внимание кај нас на интензивна, која ќе дојдат да речеме родители со голема мака. Таа мака не можете под ниеден основ да ја смирите, да ја стабилизирате, бидејќи нивното дете лежи кај нас. Она што можете да го направите е со еден убав смирувачки тон, еден убав смирувачки начин да седнете и да им објасните. Ако ништо друго, малку еве што зборуваме овој стрес ќе го може да минимизираме и ќе овозможиме полесно да го пребродат, па и лошото, па и доброто. На крајот на криштата ќе си го расипат и сопственото здравје, потребни му се на детето. Дефинитивно. Јас сум гледал родители како ќе однесат дете на клиника кај вас и завршува на кардиологија. Точно така. Посебно. Што си направил со тоа? Значи, посебно на онколошкото оделение и посебно на моето оделение сме гледали тоа, затоа сме многу важни и во тој дел на комуникација. Мислам дека клучна е улогата на лекарот во тој правец. И тука треба да обратиме внимание малку. Нема потешка работа од кога родител ќе изгуби дете. Не постои утеха, не постои збор. Ниту од стручно лице, ниту од духовно лице. Нема, дури сум ги барали во книги, едноставно некои објаснувања вели нема, не постои свештеник, не постои духовник, не постои авторитет кој може да ја намали болката на еден родител да изгуби, кој ќе изгуби дете. Едноставно тоа не можеш после да му збориш за смирение, за духовност и така натаму и така натаму. Мои пријатели што се заминале, родителите нивни набрзо после тоа и они заминуваат од овој свет. Единствено што ни останува е што помалце да учиме на тие грешки, да учиме на тоа. Може ли, бидејќи вие имате премногу работа, се обидувам како можеме да влијаеме, врз свеста и на оние најмлади кои утре ќе станат родители и на оние што денеска се родители. Каков однос треба да се прави, бидејќи сите еден ден ќе се и разболиме, ќе имаме потреба и многу е важно како ќе се постапува во тие моменти, за да може да му се помогне, за да може да му се спаси. Вие детето го преземате и го лечите у моментот кога ќе се даде, но додека ви се даде и тоа поминува низ 300 премрежја. Што можеме ние, поточно вие, како здравствени работници,
во превенцијата, што можеме да ги советуваме? Еве, добро, нели, има гинеколози, има акушери кои им се ги следат нивните бременности, ги посочуваат и така натаму и така натаму. Но вие се соочувате со најтешките случаи и така натаму. Ја уште еднаш ве прашувам, еве, што ќе ви дојде како инспирација, тоа ме интересира да го слушнам од вас. Што можеме да направиме да ги намалиме ризиците кога велите стилот на живење и стресот? Да. Што значи, што вие би им препорачале, не знам. Буквално, они прашуваат, еве што да не се нервирам добро, што да јадам, како да јадам и така натаму. Имате ли некој вие вака сознание, бидејќи знам дека ако нешто знам за вас, тоа е дека вие постојано се надградувате и едноставно ги барате најновите. И така ќе продолжам, тоа знаете како кој како се роди, така оди понатаму. Знаете сите како? комплименти ја ги имам за вас затоа што ги знам вашите дела. Затоа апсолутно тоа го зборам. Мислам дека еден убав совет кој што ќе биде со тимски приод, значи ако да речеме мајката бремена, односно едната мајка е бремена и доаѓа совет, не тоа да биде само совет од гинеколог. Убаво ќе биде да добие совет од педијатар, од оној кој што ќе го прифати детенцето нејзино. Па и доколку се случи нешто, да едноставно свати дека тоа е природен начин на кој што се случило и заради кое она треба помалку болка да има, бидејќи има некој кој што ќе се грижи и во случај да се случи тоа. Бидејќи тие сакаат да слушнат што ако се случи она лошото, да се спремни и на тоа. Практично проблемот настанува од неспремноста на фамилиите, од неспремноста на родителите за нешто што им се во моментот, да речеме, несакано случува. А нашата улога е не само еден верс еден, туку да речем и гинекологот, и лекарот, педијатарот. Ние затоа би ја пофалила мојата клиника зашто тимски работиме и кога доаѓа детето на интензивна, ако има и респираторна патологија, тогаш јас повикувам пулмолог, па седнуваме заедно да разговараме. Пулмологот, ние интензивистите со лекарите, со фамилијата, па едноставно им го предочуваме. Многу е важно да сватат што се случува со нивното дете. Значи, каде е проблемот? Каде сгрешиле или не сгрешиле? Каде било текот на нештата таков неизбежен за да се случи тоа? Да им се помогне прво да го создаат, да го осознаат во себе тоа, да го созреат тоа во себе, заедно со нас. И понатаму, се што и ќе се случи е многу полесно. Кога се шокирани, кога немаат представа што им се случува, тоа често пати знае да биде и предмет на дискусија, па и на нашите состаноци утрински, затоа ние вршиме рапорт и рапортираме, да се ги видиме слабите страни, каде и ние грешиме, бидејќи многу е важно тој тимски приод. Значи не само еден. Често пати знаеме ние дека пациентите сакали не сакали да ќе консултират и некој друг и некој трет. Меѓутоа како и да е, прифатете го неговото што ќе го каже, бидејќи тој во маката го прави тоа. И објаснете му го на начин во кој тој ќе осознае дека сепак има и решение за неговото дете. И има. Некојаш се случува да нема, а кога нема, и тогаш сме должни да седнеме, да објасниме колкава е сериозноста заради кој детето е во ваква состојба. Тоа е наша должност. И затоа сметам дека ние треба секогаш да бидеме до родителите. Нашата улога е многу комплицирана до родителите, затоа што се работи за нивното најмило. Ќе направиме сега кратка пауза, потоа ќе продолжиме со разговор. Со задоволство. Повторно во живо од студиото на Јаде Бурек на Сител 3. Во студиото е доктор Софијанова. Продолжуваме ние со разговорот. Докторке, имаше неколку случаи кои го свртаа вниманието на нашата јавност. Ја го сретнав тоа во вестници. Сакав да ве прашам за тоа детето што имаше неколку случаи. Прво, за едно мало бебе оставено, кое родителите Надица, кое родителите дигнаа раце од него и го чувате вие, за Јован, малиот Јован кој се разбуди од кома после подолго време, да ми кажете за тој случај и за еден случај кој сега треба да се врши трансплантација. Ајде да почнеме први за малата Надица, за тоа е трагично. Дали девојчето уште, дали бебето уште кај вас? Надица е еден од
првите случаи каде што ја подигнавме свесноста, бидејќи родителите кои беа здрави, сепак излезе дека ова детенце има вродена срцева мана за која што зборувавме, нели напоменавме, и од кога скажавме на родителите дека ќе треба да се свесни за тоа, ќе треба ова нивно дете да претрпи операција за да се коригира срцевата мана, едноставно како да настана пресврт во нивниот живот. Ете тоа што зборуваме, континуиран разговор кој и јас лично го имав со родителите во неколку наврати, меѓутоа не може да се помират веројатно со фактот дека кај нивното детенце треба да има операција. И едноставно постепено почнаа да не доаѓаат, прво да не го посетуваат, иако ги контактиравме, и веќе да се изјаснат дека не го сакаат тоа дете за понатаму, односно го оставаат практично на Постои ли таква законска можност, едноставно родител да се откаже од дете? Мене ми е просто неверојатно тоа, но добро. Okay. Неверојатно ние на сите, меѓутоа правото е нивно. Едноставно и на крај покрај тоа што сите органи ги контактиравме, едноставно со нив беше разговарано од нивниот локален центар, од каде што потекнуваат, го дигнавме на ниво на министерство, на двете министерства беа вклучени, меѓутоа едноставно ние моравме да направиме нешто во интерес на здравјето на детето, а понатаму остануваше да се разговара со нив и социјалните служби, така. И социјалните служби. Она што се направи, за кое навистина и министерството, односно за социјална грижа што е за децата, веднаш утрча и со сите своји мерки ги обезбеди потребните средства. Јас со нашиот транспорт го однесовме во Софија на операција и целиот наш тим учествуваше во тоа да заврши операцијата успешно. Имаше доста критични моменти после таа операција, бидејќи сепак беше покомплексна таа вродена срцева мана, но и покрај тоа детето преживеа. Како преживеа? Тоа се вели, како е пишано, така било пишано. Го вративме назад на нашата клиника, беше уште еден период пациент на нашата клиника и вие знаете дека беше тогаш и цел на медиумите со кое социјалните служби продолжија со разговорите на родителите и со родителите повторно да си го вратат, односно прифатат детето, меѓутоа колку што сум информирана до крај, покрај сето тоа, родителите сепак го остварија, односно го направија своето право да едноставно не го зема детето назад и сега е во процедура за посвојување. И колку што сум информирана, пишуваше и по медиумите дека има луѓе кои што се заинтересирани, наши кои што живеат во Канада и сакаат навистина да го земат детенцето, и мислам дека е сега во добра состојба, баш ставено во правна процедура за да може да биде посвоено. Дали тоа дете ќе има нормален живот психофизички? Дали се отстранети сите способни? Значи, се отстранети. Значи, во еден момент, знаеш, си велам, разбирам да имаат дете кој ќе биде инвалид, тежок, за кој ќе може да се грижа, па немаат сили, немаат средства и не можат ни психички, ни емотивно. Има луѓе слабаци и не треба да ги оседувам, па подобро нека ги чува. Но еве вие велите дека ова дете сосема нормално ќе се развива. Значи, ние го чувавме детенцето сигурно некаде 2 и 3 месеци скоро беше кај нас на оделение и тоа баш на интензивна, се грижевме за него секојдневно 24 сата со лекар. И верувајте ми, дете пак е тоа природа некоја кај него и по начинот на кој што го следевме, немаше никакви невролошки секвели. Значи, и покрај тоа што имаше вродена срцева мана, која знаеме дека влијае на циркулацијата. Што значи тоа невролошки, што? Невролошки значи секвели кои ќе се афектуират врз растот и развојот и понатамошните интелектуални способности на детето. Ништо од тоа нема. Оно што го следевме и што го пратевме кај детето одеше све најнормално, дури не знам дали одеше во некој од медиумите, нормално ги затемнивме очињата, меѓутоа детето сосема нормално комуницираше. И тоа е она кое што нас ни ја дава уште повеќе силата. Кога зборите се, јас за да ве разберам како човека и мојава публика, вие стручно се искажувате, јас се извинувам што го спуштам нивото. Кога зборите комуницираше, тоа го галите со играчка, реагира се сме и така натаму. Тука веднаш знаеме колку е часот. Дали некој детенце реагира или не реагира, тоа се они основни или параметри кои ги следиме во првите неколку месеци на растот и развојот на едно дете и веќе знаеме дали све е во ред со него како што треба, да. Браво, многу радосно. И се надевам дека ќе го добијат тие родители во Канада, треба да се замине далеку од тука, да не дознае за овие родители, никогаш да не дознае ништо поминало. А може би после на стари години еден ден нека се сети на доктор Софијанова и незиниот тим. Нека и кажат. Се едно. Господ гледа. А кажете ми за малиот Јован, каков случај беше тоа? Колку беше во кома? Што се случи? Па веќе не би рекла дека е мал, тоа е големиот Јован. Се извинувам. Баш така.
Тоа е детенце на своја 8 годишна возраст која дојде од Струга, едно дете на мајка и татко. Беше најавено како случај кој што обично е, како што ви кажувам, и уште пред добри 4 години го најавија колегите од Струга како дете кој има одредена температура, и веќе се трудам да го кажам баш онака да може да и публиката да го свати, значи со температура и со одредени грчеви кои што се јавуваат при покачена температура и која може да асоцира многу болести. Како се појави на нашето одделение, како го ние прелиминарно смиривме тоа дете, го качивме на одделението каде што се следат овие деца, значи така нареченото одделение кој го следи мозокот на децата. И тука детето еден период се стабилизира за да нагло настапи влошување на неговата состојба, влезе во кома, влезе во грчеви, значи грчеви што значи дека целото тело практично се тресеше, рефрактерни така наречени, не можевме со ништо да ги смириме. Што е тоа рефрактерни? Значи со ниедна терапија не можевме да ги ставиме грчевите под контрола грчевите. Да. А од висока температура се до прелиминарно беше високата температура, а после веќе кога се дестабилизира мозокот, веќе и со температура и без температура настанаа тие грчеви. Она што можевме на оваа... Свесно беше цело време? Не, веќе западна во кома. Постепено веќе западна во кома. Значи, дојде несвесно... Беше во болка? Беше и во болка и затоа и ние дававме и против болка. Да, дававме комплетно терапија, се што постоеше во тој момент на нашава територија стварно дадовме. И немаше диагноза што е? Немаше диагноза, морам да бидам искрена. Тука тоа беше доста суптилна работа која и излезе како таква, бидејќи и колегите во Словенија, каде јас го транспортирав детето, практично има потреба да земат дел од неговата кичмена срж, односно коскиена срцевина и кичмена срцевина и да ја пратат на дополнителни истражувања во Оксфорд, во Велика Британија, и таму дојдовме до консекутивна или велиме последователна диагноза со неколку кратни праќања на тој серум, на тие примероци од коскената срж, бидејќи односно од кичмената мождина, каде што мораше да се утврди точно за кој тип на заболување се работи. И се виде дека е многу ретка автоимуна болест каде што сопствениот организам против мозокот сопствен има антитела. Лупус. Значи, па како лупус нешто? Лупус лаик би се кажа. Да, ова како да слушам епизода од Доктор Хаус. Искрено да ви кажам. Баш и така беше ова, еден вид како Доктор Неверојатно, Хаус. неверојатно. И откако се утврди ова за диагнозата за детево? Од кога се утврди, али да знаете како стигнавме ние во Словенија, тоа беше посебно голгота, бидејќи беше детето практично во кома. Вие за да транспортирате, и претходно ме прашавте, нели, како изгледаат тие транспорти, во еден од тие транспорти кој што ќе биде вечно запаметење беше транспортот на детето Јован, кое практично во раце, во авион, со нормална линија го пренесовме до клиничкиот центар Љубљана, бидејќи не можевме никако да воспоставиме специјален авион, тоа кошташе многу, односно чинеше многу, а и тоа е во иднина нешто што планираме на местото на новиот клинички центар да има и хелиодром, каде што ќе можеме со хеликоптер, односно со така наречени life saving авиони да ги носиме децата, односно да ги транспортираме и од регионот. Немавме таков авион за Јован. Нели имате хелиодром во клиничкиот центар? Имаме, значи, во тој склоп го планираме хелиодромот кој што ќе ни ги врши нели услугите за клиничкиот центар, но ете детето Јован не успеавме со таков авион да го однесеме, туку со редовна линија. И вие не знаете колку е непријатно да сепак со редовна линија каде што секој патник оди за со некоја цел, вие да имате сепак едно детенце кое е во кома, кое е болно, да го држите во рака и да се сепак на некој начин знаете што правите, ама и да се молите да го однесете сепак во релативно добра кондиција, за да може да го прифатат колегите таму за понатамошно лекување. Како го носевте? Има една диагноза што се вика СН за само небо зна. Долга е приказната, долга е приказната. Меѓутоа како и да, јас бев опремена со сите потребни работи, бидејќи сепак ризикот го превзедов тогаш. Што се примени во тој случај? И дали искуството од тој случај ќе може сега да го примените тука, да нема транспорти на друго место? Да. Што се примени тогаш во тој случај кога се откри дека се работи за ретка автоимуна болест во која самиот мозок има антитела против и кој го нарушува сопственото тело, односно сопствениот мозок во тој случај. Значи високи дози на имуноглобулини.
Ние имаме имуноглобулини кои ги даваме. Добро, тоа не предизвикува па после опасност на детето да биде неотпорно за други болести? Сигурно дека предизвикува, меѓутоа кога веќе имате голема фалинка од тоа, тогаш компензација се презема ризикот. И сега каква е состојбата со него? Значи, тие големи дози што ги примаше детето, бидејќи не ги имавме ние кај нас, дополнително ги набавивме, сега веќе ги имаме, тоа се големи количини, односно големи дози на тие имуноглобулини, практично го едно од најскапите терапии во светот е така. Да не кажам, тоа кошташе многу, како се сноѓавме. Таа се користи при случаи на од ебола до се, тоа е бидејќи имуноглобулиното во суштина и се дава, тоа не е лек, тоа е имунитет во организмот кој се бори против све. Против се, така е. И во овој случај ние моравме да најдеме за едно дете, бидејќи тоа сепак беше веќе во тој период 9 годишно дете, значи ова се веќе години низ кои што поминувавме со него. Тие високи дози на имуноглобулини ги набавуваа родителите од Швајцарија. Делот тоа успеа фондот да даде, делот тоа успеа родителите со нивни донации. Тука беше голем проблем. И родителите исто се бореа за своето дете. Значи во овој момент морам да кажам, како што се бореа овие родители за ова дете, јас на вистина не можам да ви го објаснам во ниеден момент да не се почувствува дека тие сметаат дека ова дете ќе го изгубат. Не. Постојано постоеше, ќе стане добар Јован, дури јас, јавно ќе кажам, иако ми предизвикува емоции целата ситуација, бидејќи сега го кажувам епилогот од почетокот до крајот со 3 реченици. А да ги поминувате вие тие 4 години, тоа е посебна приказна, бидејќи како нивниот ентузијазам и кај мене предизвикуваше дали овие луѓе сваќаат што се случува со нивното дете. И покрај сето тоа, јас паралелно со нив се борев. За да овој јуни, кога отидов да го видам во Словенија, отидов да се видам со моите колеги поради друга работа, тие ми јават дека се во Словенија и да поминам на местото каде што се сместени да го видам Јован. Се плашев што ќе видам. За да мене Јован станат, бидејќи јас го однесов во таква коматозна состојба со трахеостома и на машина, да состојбата некога кој ќе го видите тоа такво дете станато, како оди ви отвара врата и ве поздравува. Во Словенија се сега со родителите, се уште во клиничкиот центар, така? Во клиничкиот центар одат на дополнителни, на контроли одат најчесто таму. Иначе понекогаш доаѓаат и кај нас, али најчесто одат таму, бидејќи таму практично се дијагностицира и целата терапија добиваше таму. Сега велам дека... Колку време беше во кома? Па некаде сигурно 3,5 години. Јас кога го видам детето... Каква борба, можем да нема зборови. Кога детето дојде да ме поздрави и кога ми ја пружи раката, јас прво велам, дали ова што го гледаш, а Колку време вие поминавте со него? Значи, повеќе или помалку, јас го носев цело време во Љубљана и назад. Значи, тоа дете со мене одеше како придружник лекар кој што се грижи од ова држава таму. Подолго време бевте со него? Подолго време, да. Подолго време и ја познавав целокупната состојба, јас не ја губев. Сега живее таму? Сега живее во Охрид и таму кога оди на контроли. Во моментот, пред недела дена, мислам дека се вратија од Љубљана, беа повторно на контрола, а сега веќе знаете дека веќе прави обиди за зборување, дека црта, дека пишува. И тоа пишува, не е ова да ви го кажувам дека тоа го прави затоа што јас сакам да го гледам тоа дека го прави, туку затоа што линијата на еден цртеж ја обојува со правилност да не излезе понатаму таа линија. И математика, бидејќи неговиот татко е професор по математика, кажуваше и го слушавме, бидејќи бев во прилика да го видам тоа, како решава задачи. Дали ви се верува? Јас кога го гледав сето тоа... Значи, ја има логиката на математиката, може, процесот, неговиот мозок работи, му се враќа она што беше изгубено, нели, во кочење на развојот. Комплетно изгубено. И значи прогнозите се дека ова дете ќе се врати во полека се возвраќа во нормално. Значи сите работи. Зошто? Само заради пожртвуваност прво на неговите родители, на лекарскиот тим, на државата и на сите оние што сакаат да помогнат и помогнаа. Браво. И помогна. Не знаете како изгледаше кога ме гушна, тој момент на така една преградка во која ме гушна и кажа, не можеше да го изусти, фала. Нема поголема радост од тоа. Јас велам, јас пази, што и да ти се деси следниот миг, веќе не е важно, иако имам зашто многу уште да живеам. Ама во тој момент неговото фала за мене заврши целата кариера. Све е друго, веќе друго.
Не знам дали можете да го разберете тоа. Знаете што, се обидувам, не дај Боже, да бидам во кожата на тие родители, ја им се восхитувам на нивната храброст, бидејќи толку години човек и ќе изгуби надеж, вие како што велите, не е изгубена никогаш надежта. Тоа се ни страшни искушенија и мислам дека таа борба никогаш не може да биде залудна. Еве сега, значи имавте едно навистина страшно искуство со една ретка болест. Дали сега ако такво нешто се случи, веќе ќе може многу побрзо да се реагира, дека веќе ќе може да се кога збориме ретка болест, забележал дека такви болести може да бидат и по 15 само на 7 милиарди. Токму тоа и е овој случај со Јован. Едно токму тие 15 до 20. Гутнав ја факултетот, мене ме бива за медицина. Одамна ме бива за медицина, не се. Ама не може, немам емоција ја за медицина. Да, и за тоа треба емоција. Јас веќе се чувствувам себе си дури веќе дека почнувам да станувам, а да не речам и не емотивна, ама морате така. Затоа што во делувањето на реалниот свет кога работите со еден таков случај, кој имате емоции, ништо не правите. Па не, ја додека ве слушам вас, мене ми идат емоции да се расплачам овдека и да си олеснам, така, а утре би требало повторно да се сретнам со тие, иако ако ве обземат емоциите, затоа понекогаш мислам дека и погрешно ги тумачат таа ароганција кај лекарите, и они треба да имаат една затвореност, една доза на затвореност, затоа што не е тоа единствен случај, или тоа не значи нечовечност, но мора една ладнокрвност да држат во себе, затоа што мора уште илјадници деца ги чекаат во кариера. И ако они дозволат сето тоа да ги допре, па нема да остане руини, ќе се стане од вас. Така, и во една прилика се сеќам, и порано сме го разговарали јас и вие тој на таа тема, ама морате да ги одвоите тие две работи. Јас мене ми се случува често пати, знаат домашните мои, или да пуштам музика и да пеам и да свирам клавир, и веројатно тогаш излегува емоцијата. Стресот. Односно стресот, бидејќи во моментот кога го имам пациентот, умеам да се исклучам скроз, што и се случи со детето Јован. Ама кога го видов во многу добар предлог за тебе. Сакаш ли да идеме стрелиште Камник? Сакам. Да видиш што значи ослободување од стрес, да пукаш од оружје огнено. Она умета бам бам бам. Ќе водиме зашто да не. Пошто сигурно кајак за диви води не сме. Тоа сигурно не. Али ова е добра идеја. Ќе ја прифатам, да. Кажете ми, сега има уште еден случај. Актуелен. Сега веќе го гледам, тој доста вака исто се зборува и веќе го знаеме и го најавивме и веќе го најавам на 14 февруари. Ќе биде најмалото доенче, ние го велиме доенче, кое што само направи една година, се вика Кристијан Тодоровски, кој е во Епендорфот во Хамбург и кој што исто така има извонредно ретка болест, за која што се има веќе и дијагнозата е поставена и има лек, а тоа е трансплантација на коскена срцевина и исто така се веќе е закажано. Тоа е најмалото детенце барем од Република Македонија што памтам. Зошто нема имунитет? Имунитет воопшто нема развиен? Генерално и имунитетот е во прашање тука и други генетски работи каде што и да го има имунитетот не може да го има бидејќи се создаваат погрешни гени, односно погрешни протеини и целиот тој имунолошки механизам е пореметен, така да со трансплантацијата практично ќе се направи најден е донорот? Најден е 10-10 компатибилија. И затоа бевме сите срекни, бидејќи неговите родители не беа компатибилни за да дадат. И при тоа успеа во банката, Европската банка за донатори, да ја најдат компатибилијето. Е многу важно да се биде точно компатибилен и најдоа 10-10, значи буквално равно на неговата ХЛА типизација. И со тоа верувам дека ќе... И тоа е голема човечност, бидејќи и донаторството, ако не се лажам на таа, е прилично болна работа. И не може секој да го направи. Впрочем, се работи некој непознат да дарува коскена срцевина, а таа со игла се вади од градниот кош. Градниот кош, и тоа е прилично болно, треба да се издржи.
се тоа поврзано со голема болка, меѓутоа потоа радоста е голема. Јас исто имав прилика да го однесам ова детенце во Хамбург, бевме заедно со родителите, бидејќи беше исто ризично за пат, крвареше од сите места и беше доста проблематично, меѓутоа успеавме, издржавме, стигнавме. Нивната приказна исто се работи за едни родители многу проактивни кои што се борат на вистина за своето дете и јас секогаш се наоѓам во ситуација да што би било кога не би ми се случило ова. И наоѓајќи се во позиција од тој агол, секогаш се трудам да јас како родител им помогнам колку е можно повеќе. Ова дете ќе го верувам, имаме прилика и да го кажеме и ќе оди сигурно на медиумите, се надам да заврши се најдобро. Кога се очекува тоа? 14 февруари. Со Господ напред. Кажете ми, да се вратиме малце и на другата реалност. Ми дојде едно прашање во недостаток на кога рековте оние дека сега сте обезбедени со гама глобулини и така натаму, затоа што имавте случај, нели? Штом ви се појавува еден случај, како и случај, вие морате да бидете подготвени. Дали сте задоволни од техничката опременост на вашата клиника? Сепак што ви недостасува и што можеме да направиме? Сигурно дека можеме да бидеме и подобри. Јас цело време имам една стратегија која го знае мојот тим на детска клиника. Значи, се што им фали, ги замолувам да ми кажат. Што им фали на оделенијата? Прво, морам да кажам дека сепак оделот за интензивна, каде што сум јас и раководител и каде што мојот тим практично има страшната, да кажам, работа, е релативно обезбеден со технологија, техника и нормално се она што се вели потрошен материјал и понатаму она што значи како да се боцне детето со најмалите иглички. Значи, водам сега сметка за некои суптилни работи кои можеби порано и не се водале сметка, бидејќи знам што значи да се има тоа на клиника. Значи, делот во однос на интензивна е решен. Колку толку и мислам дека сигурно како еве овие донации, сите овие кампањи ќе ги правиме со ургентниот центар, ќе значи и пополнување на слабите точки на одделот за интензивна, кој веќе морам да кажам дека скоро и да ги нема. Сигурно имаме слаба точка во однос и на едукацијата, а за тоа веројатно слушате, постојат веќе неколку курсеви кои течат и со тие курсеви голем дел од моите колеги еден месец или 2 месеца веќе одат. Беа во Турција, сега ќе одат во Германија, веќе во Джизус Бамбини во Рим се спрема една тура на мои колеги кои ќе одат исто на доедукација и сметам дека веќе тој дел е покриен. Што се однесува до лековите? Лековите овој пат направив еден реален тендер за да не се доведам во ситуација да бареме од родителите да купуваат лекови. До сега имаше и таква, да кажам, до некаде пракса да се побара од родителот бидејќи немаме, нели. Меѓутоа кога е веќе така, стојам на располагање 24/7. Секој од родителите и воопшто ако некој лек фали, колку е можно попромтно или по комерцијален пат да го земеме лекот ако има потреба, се разбира по индикација, доколку на тендер не го имам тој лек, или се разбира тендерот го направивме со тоа што секој оддел каже имаме потреба од тоа за што очекуваме толку деца, значи направивме на план и анализа на целата клиника и со таа статистика што ја добив објавив тендер кој е доста голем и со кој сметам дека ќе ги обезбедиме сите дечиња кои ќе имаат потреба евентуално за да не страдаат од тоа, основно да не страдаат од тоа. А секогаш најголемата критика е кога се перцепира здравството, не е услугата, не е вашата стручност, не се местото, туку кога од родителот ќе се побара. Донеси конец, донеси нема игла, полошо од тоа. донеси ми газа, нема полошо од тоа. А вие тоа не го правите затоа што да не дадете од джеп или заради мито или заради некој ниски стрес, едноставно затоа што има реална потреба у моментот за да се оствари тоа, бидејќи процедурата. Дали тие процедури сметате дека законски се поставени добро или вакви работи едноставно ако почнат да се применуваат новите методологии кои треба да се применат, едноставно ќе исчезнат ваквите работи, нели? Тие менаџерското работење и така натаму. Морам да признам и требаше малку време да го осознам тој момент и сватив дека си има законска процедура која трае. Тоа значи дека следниот пат тендерот ќе го видам малку порано,
за да не ме фати период гап, така наречен, во кој што Значи, тука е до менаџирањето целата работа. Апсолутно до менаџирањето. Мислам дека не може да ми се случи, со тоа што направив добра проценка со овој план и анализа. Меѓутоа, сами го правевте тој? Сам. Заедно со екипата која што се грижи за економската издржливост на клиниката, и морам да кажам дека кога бевме на преговори во фондот, кажа дека прв пат порентабилно работи клиниката од било кога до сега. Тоа значи дека сепак успеавме да ги релативно ставиме под контрола работите кои фалеа, за да оние сега кои ќе дојдат онака реално, вистински со потреба за сите деца на нашава држава да бидат исцрпени сите можности, така да тендерот веќе заврши. Трае малку, кога ме прашавте процедурално, трае подолг временски период, ама тоа е законска процедура. Јас реков, законски колку треба нека трае, со тоа што да има секое дете лек оваа година. А за ургентните потреби, кога се случуваат ургентни потреби? Кога се случуваат, имаме. Тука нема коментар, тоа уште од претходната година имаме залихи, за тоа нема коментар. Не страдаме, сега баш имавме адреналин, имаме, значи од аптеката имаме постојано црпење на залихите кои ни стојат таму. Од висока технологија, што е она што и недостасува на детската клиника и кон што би требало да се тежне? Еве ова што кажавме, неонаталната кардиохирургија, која ќе биде иднина, и трансплантацијата, која што дел од поголемите дечиња се трансплантираат на хематолошката клиника, каде што исто има одел за трансплантација, и со која имаме добра соработка од една страна, од друга страна убаво ќе биде да во склопот понатаму со детска хирургија направиме и наш така наречен трансплантационен центар, кој што ќе не вклучи и нас како држава во европската, да речам, во Европската банка за трансплантација или Европската банка за донирање на органи, која што и понатаму ќе биде и дел од иднината на она со кое што ќе се бави нашето терцијерно ниво. Тоа значи на терцијерно ниво ќе гледаме да се бавиме со вистинска наука, со вистински она со кој што се бави светот, а не со црвени грла. Црвени грла се знае, тоа е за матичниот лекар. Сепак, матичните лекари повеќе ќе се занимаваат со проблематиката, што рековте вие, превенцијата. За да тоа понатаму не дојде и не еволуира во нешто што ќе значи по-ригорозно третирање на самото дете. Значи, многу зависи од матичните лекари, односно од педиатрите во примарната здравствена заштита. Од каде што, ако тие навреме ги фатат сите работи, ние вистински ќе се бавиме со она со кој што треба клиниката да се бави. Ај сега повторно пинг-понг. Во Македонија владее во моментов вистинска реас од грип. Во овој случај 4 деца се, според пишувањата во медиумите, во многу тешка состојба. Дали се они на инфективната клиника или кај вас се? Неинфективна клиника. Неинфективна клиника се. Тоа и практично по епидемиолошката анкета секогаш до оној момент додека не се исцрпат можностите доколку има потреба ако се јави вистинска епидемија. Фала Богу, до овој момент нема се уште таква индикација, меѓутоа веднаш не алармирате и ние веднаш второ ниво сме, односно правиме дел од клиниката кој ќе биде реадаптиран за прифаќање на евентуално нови. Не сме уште на тоа ниво. Кажете ми, овој грип е прилично тежок. Удира на респираторните, трае долго и така натаму и така натаму. Какви се вашите искуства? Очигледно е ниеден грип не поминува без жртви. Дали е свински, птичи или риби и така натаму. Паметам уште во 70-тите години кога се внимаваше и во тогашна Југославија кога не известува, не идете на јавни места во Кина, на собиранци и така натаму. Внимавајте, знам и блиски роднини кои починале тој грип, бидејќи ризичните групи се секогаш подложни. Грипот, нормален здрав човек ќе го поднесе како и секој, помалку или повеќе тешко. Но кажете ми вашето искуство. Тамифлу, дали го употребувате сега? Дали им го препорачувате на деца? Имаше доста контроверзија околу тој лек. За вакцините се ведоа прилично многу разговори. Кажете ми и некој совет конечно, бидејќи околу се во ово со гриповиве родителиве прилично загрижени. Така е. И со право се загрижени, особено оние кои што се хроничарчиња. Ние ги велиме хроничарчиња,
значи оние кои што имаат хронични болести, односно почесто заболуваат од горно-респираторна патологија, која што знае и да ги донекаде и оштети самите бели дробови, и тие се поакцептибилни за вируси. Така да јас сепак би рекла дека грижата е оправдана, меѓутоа до овој момент лично мислам дека нема некоја реална причина дека може тоа се да оди во погрешен правец доколку на време не се стави под контрола. Што би рекле оние бабини лекови, најдобри се во овој случај. Бидејќи топол чај, пријатна атмосфера дома, многу љубов, велам јас, и многу течности кај детето. Тоа е основното нешто со кое и изолација се разбира, за да не се дружи понатаму со други другарчиња, бидејќи нормално дека и затоа е инфективно, бидејќи се пренесува. И затоа ние имаме посебна изолација на инфективната клиника, заради кое се грижиме ние да не го направиме тоа кај нас, бидејќи кај нас ке треба, како што рековме. А физичкиот напор и стресот го намалуваат имунитетот. Тоа е тоа посебно и кај децата. Тоа треба да го знаат и возрастните. Физичкиот напор и стресот. Зошто ми се допадна што рековте? Пријатна атмосфера. Пријатната атмосфера треба да придонесе кон намален стрес, кон пријатните чувства. А пријатните чувства создаваат па и здравата помисла и здрави антитела. Здрави антитела, така е. Како велате, една насмевка не чини ништо, толку многу дава. Тоа е тоа, пријатна атмосфера, домашна и така натака. Меѓутоа, Добро, еволуираат ли вака вашите колеги лекари, еве, вие сте во контакт, дали ги прифаќаат овие малце маргинални работи кои не се учат никогаш на факултет, кои никаде нема да се акцентираат, а веќе не знам, нема кардиолог на срцево бој кој нема да му каже намали стрес. На сите им е јасно. Па мислам дека еволуираат и мислам дека еве вака, пошто имаме прилика се у последно време доста да дружиме со луѓе кои што доаѓаат од надвор и да гледаме како тие се однесуваат во одредени прилики, очигледно дека постепено и ние го прифаќаме тоа. И пак ќе ви кажам, така ме научи и Клеј, кој морам да го спомена вечерва, вика: "Стејси, кажи им се, ама со љубов." Како тоа да им кажам се? Ама со љубов, значи да му кажете на пациентот, нели, да се смири, да биде се добро, ама убаво да му го кажете. Може да му го отпееш нешто, амор. Па и тоа некојаш го треба, да. Се шегува. Иначе Тамифлу, ме прашавте и децата. Нашите искуства велат да сепак ако оцениме дека тоа е покомплициран случај кој може да заврши со тешки компликации кои ќе се афектуират врз респираторниот систем, тогаш сигурно дека 5 дена Тамифлу нема да направи поголем проблем, бидејќи кост-бенефит проценка, што добиваме, што губиме. Ако оди самата прогресија на болеста. Што е Тамифлу во суштина? Антивирусна работа. Антивирусна, бидејќи ова нели нема лек против антивирус? Така се вика, меѓутоа го стимулира, како и да го стимулира целиот имунитет, мора да го стимулира. Имунитетот во овој случај и на тој начин влие и на овие антитела кои што практично се создаваат при овие потешки, така наречени вирусни грипозни состојби. И 5 дена кога би се примил, знае да има и нус ефект, затоа многу опрезно кај децата. Значи знае да има негативни ефекти, значи со повраќање, со лошење, велиме ние, непријатно чувство, дури некојаш може да направи диареја кај децата, не е благопријатна, бидејќи може да го доведе детето до дехидрирање, така да мора да биде сепак под контрола на лекар. Значи, само ако е во клиника кај вас или најдобро би било сепак да биде во клиника, односно во болница одредени, не мора да биде тоа строго клиника, и болниците низ држава може тоа исто така да го следат доколку видат дека има негативни ефекти од самиот лек, или да го прекинат или да го пратат детенцето кај нас. Значи, ако сепак е покомплициран случај, тогаш би се решила јас, ако не, и ако имам, се разбира, позитивна епидемиолошка потврда за тоа, бидејќи ние земаме брисеви од носи од грло, и ако имам позитивна потврда дека се работи сепак за инфлуенца, било кој тип, тогаш и би се решила да го дадам лекот. Кажете ми, во последно време сум сретнал често пати кај менаџери, луѓе од општествениот, јавниот и политичкиот живот, кои ќе дојдат во ваква ситуација, одат на инфузија. И инфузијата велат дека ги дига, ги лекува и така натаму и така натаму. Колку е ова реално помага и дали може ова и кај деца да се применува? Гледам станува некој онака хит.
Сигурно кај деца Во право сум ова што го кажам. Апсолутно сте во право, знам што зборувате точно и верувајте ми дека кај децата, сигурно дека ако оцениме, бидејќи рековме кај детето најопасната работа е дехидрацијата. Зашто? Затоа што децата се повеќе вода отколку било кој. Така. А особено во роденчето вела 90% е вода, значи тука опасноста уште поголема. Раскавица, нема ни коска, така. А кај менаџерите, мислам дека ако си ја работат совесно работат, ако си ја работат со многу љубов, ако сака да се дадат себе си. Има моменти кога навистина се, да речам, исцрпувате, меѓутоа не знам дали е решението инфузијата. Јас радо би рекла еден убав разговор, едно трчење на Вардар, тоа што јас го применувам, например, една релаксација така со природата, може би многу подобро отколку инфузија, бидејќи инфузијата како таква сепак е вештачко нешто. Ова ќе биде природен начин на возвраќање на... Зборам вака при инфлуенца? А при инфлуенца тогаш веројатно пак зависи од кондицијата. Доколку се види дека е со фебрилност пратена, значи со температура, а температурата веќе прави само по себе губење на течности, тогаш инфузијата би можело да го реши проблемот. Ако има висока температура, ако се осеќа голема исцрпеност на организмот, возвраќањето е побрзо со инфузија. Пак зависи од кондицијата. Не знам, јас мислам дека јас се би направила, барем за себе кажувам, дека се би направила за да се одржам, односно ако веќе ме совладува болеста, тогаш сигурно ќе направам нешто да се... Бидејќи обично инфузијата е растворна вода со малку сол и гликоза. Да, ама тоа клетките кои се иритирани ги возвраќа многу побрзо назад на своето основно физиолошко ниво. Мислев дека вирусот го разводнува, едноставно го Вирусот како тако го напаѓа пред имунолошкиот механизам, имунитетот, и тука целата циркулација пореметува. Така да тоа, знаете, врзан ланец ве медицината. Се е поврзано едно со друго. Едното го фаќа, другото, третото и на крај. Види, ја не знам што е подобро. Конечно, еден мој пријател во една менаџерска ситуација кај што не смееше, вика ме фати грип во хотелска соба, утредента имав концерт со составот, со бендот кој требаше да го хендлам, голем концерт во странство, и ме фати тежок грип. И ама вика сабајлето бев окей, викам како за една вечер. Па вика испив чај за 50 евра. Да можете да замислите која количина на чаеви испил. Литри, цела ноќ, едноставно да... Тоа е инфузија. Преку уста, кога веќе можел така да се рехидрира, најдобриот начин е тоа. Ама кај деца, ако има поготово, ако е пратено со кашлање, со, пак ќе кажам, со висока температура, со и други состојби, тогаш инфузијата повеќе врши работа. Со возрастен можете да контактирате. Затоа педиатријата е најтешка. Со дете не можете секогаш да воспоставите контакт и истиот да биде реален. Бидејќи за да избегне состојбата на, знаејќи дека како лекар вие нешто ќе му правите на него, тогаш знаете да добиете лажна информација, тогаш сигурно можете да бидете добро изманипулирани, бидејќи како што детето знае да ви ја изврти ситуацијата, не постои некој друг. Знаете како со деца треба многу внимателно. Посебно со тие најмалите, бидејќи тие па и не знаат да зборуваат. Па вие морате самите целото знаење да го имате за да знаете што му фали. Одиме со уште еден блок на реклами и да го финишираме разговорот. Докторе, ние сме веќе при крај со разговорот и една политичка тема ме интересира. Кога вашите колеги штрајкуваа заради плата, учинок и така натаму, не сакам да разговарам за тоа, но вие не штрајкувавте. Зошто не штрајкуваше клиниката? Нити вие, нити вашите колеги, никој не им бранеше. Зошто едноставно не се занимававте и со тоа? Па видите сега, знаете како, секој има право да постапи како сака во одредена ситуација која доаѓа како таква. Јас и на моите колеги прво и отворено зборувавме, значи сигурно дека сите сакавме и повисоки плати во делот од размислувањата, секој би го помислил и тоа. И ги заслужувате тие високи плати. Така е. Така да мојот отворен став кон моите колеги беше и токму и така и како настап мој личен,
да нивното право е апсолутно нивно право да си одлучат тоа што сметат дека треба да прават, се разбира со една основна цел, да при тоа не настрада пациентот, односно детето. Значи се да биде ставено под контрола. И мислам дека токму еве целиот разговор што го водевме во правец на тоа колку значи да вие сепак направите една здрава иднина, таа потекнува тука. Сега се препознава вредноста на педијатарот, се препознава нашата улога, правиме големи промени, градиме нова клиника практично, се реновираме, еве нова диагностика и се до тоа вреди зашто да се човек бори и во целата таа борба практично и моите колеги беа навистина совесни во комплетна смисла на зборот, со комплетно дадено право да одлучат како сметат тие. Значи, вие и вашите колеги одлучивте попрво ќе си го жртвувате вашето право за да се изборите за повисока плата на сметка на здравието на пациентите. Едноставно, вашата работа сметавте дека не смее да застане ни еден момент заради вашите пациенти. Секоја ви чест. Кажете ми, ние разговорот го започнавме со тоа што ваша една стручна специализација е дека работење во emergency room, така наречено. Така, работевте во Соединетите Американски држави во услови каде што буквално филмски. Безпрекорно на некој начин, да. И тоа искуство сакате да го примените и тука. Еве сега има најави дека и кога беше владата во Соединетите држави со Бостонска клиника и така натаму, да има размене и обука на кадар наш во нивните клиники и така натаму. Дали ваши колеги ќе одат, ќе се дообучуваат и дали ќе се донадградуваат и така натаму и така натаму? Апсолутно, ние сме ставени во топ приоритетите и јас се ви спомнав дека и консултантот кој што е тука и кој што е консултант практично на оваа тема и првиот човек кој што ќе дојде тука кај нас е некаде од 1 до 12 март. Тој е колега наш од Америка кој што е неонатолог, кој што е интензивист во исто време со одличен курикулум и кој што ќе биде наш гостин и што велиме паралелно со нас ќе работи на нашето одделение, значи на оделот за неонатологија и на оделот за интензивна. За да после сигурно ќе направиме вајс верза, значи средба од некои од нашите колеги таму во Америка. Бостон влегува како опција втора, со која што исто така преговараме, односно да видиме од која област најдобро би било, бидејќи знаете како и тие се субспециализирани во одредени проблематики и добро ќе биде да колега кој што се занимава со таа проблематика биде нивни гостин. Така да сме во приоритетната процедура да педијатри, односно наши колеги од педијатрија, бидат гости во Америка и до едукација да обават таму. Втора е Германија како таква, односно Хамбург и Хајделберг и Нинберг, така да тие три центри исто така им стојат на располагање. Јас тоа транспарентно на моите колеги им го кажав на утринскиот состанок и веќе ги собирам имињата од колегите за да можам да ја организирам работата. Пак ќе кажам, како што ме прашавте и во првото прашање, организацијата на работата е многу важна. Правото да го остварат, да одат на едукација е нивно и ќе видиме кој е најдобар за таа, да речеме, проблематика, да биде пратен таму или ваму или на друго место, бидејќи во допремата, она што тие ќе го донесат како дополнителна едукација нивна и за да можат заедно со опремата вистински да помагаат на децата, ќе зависи од доброто менаџерирање и на самите одделенија и на нас комплетно како цела клиника. Колку лекари имате на вашата клиника? Околу 80-тина. 80 на клиника. Се разбира не сите специјалисти. Значи ви рачунете дека ние сме цела интерна во мало, дополнително нашата интензивна, овој транспорт, ургентниот дел, амбулантите, тоа е сепак една огромна клиника со најголемата одговорност спасување на децата и нивниот живот. Така да бројот на лекари кои што е специјалисти и оние кои специализираат, а се вработени на нашата клиника, не е мал. Јас сега исто така дополнително барам и од тие помладите да одат на едукација и тоа ќе биде апсолутно исполнета нивна желба, бидејќи гледам дека интересот е голем, што многу ме радува. Докторе, ја ви благодарам за овој исцрпен разговор. Се надевам дека малку разјаснивме повеќе аспекти од вашето работење. Дадовме и некои совети. Не сакав да ги отворам телефоните, да биде она како утрински програми. Детето ми кашло, ми се зацрвенело и така натаму, но мислам дека направивме една добра работа, дека раководите, дека имаме добар раководител, на добар тим и дека кога ќе имаат луѓето, родителите, проблем со здравието на своите деца, да бидат оптимисти,
дека има стручни, способни, кадарни луѓе и институција која може сето тоа да го згрижи како што треба и како што долику. Јас во оваа прилика сакам сепак да им се заблагодарам на целиот тим кој што работи на детската клиника, од најмало до најстаро велам, бидејќи сепак без нивна заедничка поддршка која јас ја чувствувам и која ја имаат и они назад, значи тоа е една ситуација на вистинско давање и земање, бидејќи кога чувствувате дека ве поддржуваат, тогаш ви е полесно. А кога чувствувате дека сакате да им го дадете тоа со љубов, се чувствува и тоа. Така да само така можеме заеднички да еве во овој така наречен транзиторен период, бидејќи се уште се градиме, се уште имаме моменти кои имаме како слаби точки што ги кажавме, да дадеме уште малку простор на времето за да си дојде се на свое место, бидејќи волјата и она што се гледа како резултат е веќе видливо. Ви благодарам. И благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.